Да, се враќаме во студиото. Тука сме со Габриела Илиевска од независната листа Поинаку од Битола. Илиевска, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов и голема благодарност на поканата. Секогаш е пријатно да се биде во телевизија 24. Да, вие сте, како што кажав, имавте и независна листа, бевте и кандидат за градоначалник на Битола на последните локални избори, поранешен и председател на Советот на општина Битола, така и да имате еден интересен политички стаж на делувањето, да речеме, на локално ниво. Па, еве, за почеток на разговорот се разбира дека ќе влеземе со повеќе детали од темите за функционирањето и на Битола, но и општо во политиката. Како е да се биде, не знам, независен кандидат на избори каде доминираат големите политички партии? Па, како што кажавте, јас имам веќе долгогодишно искуство. Позади мене се 3 изборни циклуси како независен. Можам да кажам дека во Македонија, кога никој не зборуваше за независност, ние во Битола собравме храброст и направивме една револуција во поглед на независноста. Излеговме на локални избори. Тие локални избори тогаш во 2017 година можам да кажам дека беа еден збир на се она што се случуваше претходно, на сите протести за чист воздух, бидејќи една од основните причини заради која што ние решивме да влеземе во институциите беше баш тоа, загрозувањето на здравјето на битолчани. И морам да кажам дека можеби влеговме во еден политички период каде што веќе се знаеше, нели, во нашата држава на некои избори се знае кој ќе победи. И многу од луѓето во тој период, кога се решивме да излеземе како независни, ни велеа зошто го правите ова кога веќе се знае кој ќе победи на изборите. Меѓутоа, како и сите наредни после тоа избори, можам да кажам дека Поинаку како граѓанска иницијатива доживуваше се поголема и поголема експанзија. На тие избори освоивме 2 советници и бевме во Македонија првите кои што прво имале жена носител на листа, на независна листа, второ првите независни кои влегле во општина со над 40.000 жители во совет на општината. Битола не е мал град, Битола е многу специфичен град и Битола навистина покажа дека може да функционира баш онака како што ние се нарекуваме Поинаку. И морам да кажам дека мислам дека позицијата советник од тогаш почна да доживува експанзија, бидејќи ние бевме тие кои што му дадовме едно друго светло и до пред 2017, да бидам искрена, апсолутно мислам дека многу ретко се зборуваше кој е се советник во градот, кој носи одлуки, на кој начин се избираат тие советници и така натаму, за да денес зборуваме за Поинаку кој што има веќе 4 советници во Советот на општина Битола, а во претходниот совет за прв пат во историјата на Битола, Советот на општина Битола имаше и председател на совет кој доаѓаше од независна листа. Да, некако порано во Битола, да речеме, ајде, бидејќи сега зборуваме за Битола, градоначалникот беше централна фигура, сите го знаеа градоначалникот, никој, како што велите, не ги знаеш или не се замараше толку со советниците. Може би и вашата работа на социјалните мрежи допринесе за тоа поинаку, но и поинаку да се делува во политиката. Да, првата работа заради која што се сврти фокусот, а мислам дека после тоа доживеа рефлексија и на ниво на држава, бидејќи во 2021 веќе имаше такви независни иницијативи во голем број општини, да не зборувам сега во 2025 кога веќе скоро во секоја општина имаше. Да, 2021 беше феноменот на независните листи. Да. Феноменот, меѓутоа таа рефлексија во 2021 беше одраз на она што ние го работевме од 2017 до 2021. Бидејќи, како што кажав, кога си независен, мораш да најдеш различен начин за пристап до граѓаните, до јавноста, меѓутоа и да ги решаваш нивните проблеми. Така да мислам дека начинот на кој што ние почнавме да функционираме како советници беше причина тој фокус од градоначалниците да се сврти на советниците и во државата да почне да се зборува за советници кои што ги избираат граѓаните, иако поимот советник е поим кој што е со најголем број на лица кои што ги гласал народ. 1104 мислам дека беа, сега не ме фаќајте за збор, на ниво на држава. Значи тоа се повеќе и од пратеници, и од градоначалници, и од се.
се сврти тој фокус на советниците и едноставно граѓаните добија некаква слика кој одлучува за нивните секојдневни проблеми. Мислам дека тоа беше најважно што сакавме да го постигнеме и го постигнавме. Нормално да, социјалните мрежи се основата каде што ние функционираме. За жал или за среќа не можам да кажам, бидејќи знаете во нашата држава како се поставени начинот на финансирање, начинот на покривање медиумски на политичките партии и кога си независен немаш апсолутно никаква финансиска поддршка од државата, ниту за кампања, ниту пак после откако ќе бидеш избран. И исто така не можеш да имаш друг начин на функционирање во јавност, освен на социјални мрежи и непосредно со пристап до граѓаните. Мислам дека тој беше начинот и морам да бидам искрена дека тој континуитет продолжи и како што кажавте, не само што ние останавме независни, туку во ниеден момент не станавме дел од некого. Мислам дека тоа е важно. Имате 4 советници, вие за малку не влеговте и во вториот круг за градоначалник. Сега како делувате во советот? Бидејќи вашите 4 советници можеби не се пресудни сега за формирање на мнозинство, но сепак имате одредено влијание. Секако дека да. Например, и во претходниот совет ние имавме 3 советници од кои што се зависеше. Меѓутоа, еден од основните начала на работа на поинаку е се што е добро за граѓаните, ние ќе го поддржуваме. Меѓутоа, се што е спротивно од интересите на битолчани, нема да биде гласано. И можеби ова звучеше малку чудно на почетокот, бидејќи упорно, да речам, поголемите партии, луѓето кои што се од партиите ни велеа, не можете така да функционирате, ќе пропаднете. Меѓутоа, мислам дека само на таков начин ние можеме да ја вратиме таа надеж кај граѓаните дека навистина некој ги слуша. Бидејќи кога имате вие бурни реакции по социјални мрежи, по улици, на кафе, кога сте во парк, кога имате бурни реакции на граѓаните, ако вие како советник, небитно дали зависи од вас нешто или не, гласате спротивно на нивните реакции, вие ги изневерувате. Значи, мислам дека тој начин на гласање, без поделеност опозиција или позиција, е основа за некој да биде успешен. Мислам дека време е и политичките партии да почнат така да функционираат, посебно оние кои што се на власт. Сега зборувам во множина, бидејќи сите се менувале, меѓутоа не можете вие константно кон се да бидете против, или константно кон се кој е чинело, не чинело, ќе крените рака и ќе го аминуваат. Да, тоа е некој избалансиран пристап, каде што вие селектирате што е добро, што не е добро. Видете, јас не би го нарекла балансиран, јас би го нарекла нормално, бидејќи одамна во нашата држава нас ненормалното ни е нормално. Значи, кај нас не е нормално да одлучуваш по сопствено убедување, тогаш те доживуваат како чудак, ама е нормално онака како што ќе ти наметни тој што е на власт да гласаш или тој што е опозиција да гласаш. Многу е тешко денес да го кажеш своето мислење и при тоа да бидеш прифатен не од граѓаните. Граѓаните прифаќаат нормално мислење. Меѓутоа, оние кои што се политички активни, за нив е сето тоа чудно. Добро, кажавте дека не добивате финансии од државата, бидејќи за жал таков не е изборниот систем. Како се финансирате? Како независна листа? Можеби ние сме доказ дека државата не треба воопшто да финансира политички кампањи. Бидејќи, ќе земиме Битола, бидејќи во овој момент ние само во Битола сме излегле на избори, голем број на политички партии останаа позади нас во изборниот процес. Зборувам по број на гласови. А добија илјадници евра од државата. Ние немаме, например, скапи кампањи. Се она што го правиме во кампања, го правиме самите. Значи, немаме некакви скапи пиар агенции, немаме опрема за снимање која што е скапа, немаме платени политички, маркетиншки реклами или видеа или спотови кои што ќе вртат. Меѓутоа, успеавме да постигнеме кај граѓаните, да добиеме доверба од граѓаните и сепак да освоиме голем број на гласови. Како се финансираме? Се финансираме од сопствени средства,
добиваме помош од граѓаните, секој на некаков начин ни помогнал, дали било простор да ни обезбеди, дали било да дојди да не слика, дали било да ни помогни при некакво печатење и така натаму. Значи, тоа е начинот на финансирање кој што ви треба. Меѓутоа, пак ќе речам, нема потреба од скапи кампањи ако го зборуваш она што намераваш да го правиш. Да. Сега да ве прашам, нешто вие пред малку што спомнавте е интересно за улогата на советниците. И мислам дека истово прашање може да се пренесе и за улогата на пратениците во собранието. Тоа е колку се советниците во општините, исто така и пратениците во собранието, свесни за својата улога таму. Бидејќи знаеме како тоа делува. Дали вие одите таму, ве гласа една партија, ве номинира таму, тоест ве номинира, граѓаните ве изгласуваат и вие после само дигате рака за тоа што таа партија поддржува или не поддржува. Како да не се свесни за тоа дека се избрани од граѓаните, дека имаат добиено доверба, дека треба да делуваат во интерес на граѓаните, многу често и советниците и пратениците делуваат случува само тесно партиски. Како да се разбие таа мантра, тој менталитет? Па мислам дека точно го кажавте вистинскиот збор. Тие не се свесни, бидејќи советниците и пратениците, кои што се гласани од политичките партии, на многу лесен начин стигнале до тие места, бидејќи кога сте член во партија, јас сега кажувам она што го знам од партиите, вие треба да се докажувате во партијата, не да се докажувате пред граѓаните. Вие се докажувате во партијата, влегувате во некои партиски тела, високи, кои што одредуваат кој ќе биде прв, кој ќе биде втор, кој ќе биде трет, и вие станувате пратеник или советник. Јас еднаш ова го имам кажано, ќе го кажам и втор пат. Мислам дека 80-90% од актуелните пратеници или советници, кои што се избрани преку политички партии, да излезат како независни кандидати со сопствени средства, со сопствена кампања, мислам дека нема да станат ништо. И тоа го тврдам доколку не стои партија доколку не стои партија зад нив. Истото го тврдам и за градоначалниците. Значи, многу е лесно кога позади вас имате една платена армија од луѓе, платена од државата, која што ви работи се буквално кое што треба вие да го спроведите, меѓу кое и она што го кажувате, а што не планирате да го направите, многу е лесно на таков начин да стигнете до некаква функција. Ние, за разлика од нив, секој збор кој што ќе го кажеме, ние мора утре да го оправдаме, бидејќи нас не гласаат луѓе кои што се неопределени, кои што не слушаат, кои што не веруваат во тоа што го зборуваме и луѓе кои што се разочарале од таквите партиски избраници, кои што откако ќе бидат избрани, апсолутно не се занимаваат со интересите на граѓаните, туку ја тераат партиската обврска и партиската агенда. Затоа и се враќам на почетокот кој го кажав, дека постои поделеност, или гласаме, или не гласаме. Значи, ако сме опозиција, се ќе бидиме против, ако сме власт, се ќе бидиме за. Добро, но сепак знаете како велат, каков народ, таква држава, за жал, и дека сето ова на некој начин е одлика на волја на граѓаните, што не се случува. Па така, знаете, има меѓу народот една многу често се коментира, тоа се зборува кога партиите, големите партии, по наводници, номинираат некој без разлика која партија, која во моментов води или има подобар рейтинг и така натаму, па велат, тие магаре да стават, ќе победи ако треба. Едноставно, како што велите, граѓаните не размислуваат доволно критички во одредени моменти. Како да не се не трудат да размислуваат критички. Едноставно следат така некои своји замислени ставови или одредени ставови кои ги имаат, едноставно не се не обидуваат да размислуваат поинаку. Па јас мислам дека тоа е одраз само на она што се нарекува безнадежност и неверување во институциите. Ние имаме многу тешка задача да му покажеме на овој народ дека проблемите се решаваат со излегување на избори. Ние во претходните локални избори, сега кои што беа во 2025-та, како држава доживеавме глобално разочарување дека
кој да го гласаме ќе биде исто. Тука е најголемиот проблем. И во тој момент излегоа да гласаат само оние кои што беа партиски определени, најголемиот број, и оние кои што навистина гледаат само за личен интерес. Меѓутоа, во Битола пак не можам не смееме да го занемариме тој факт дека во Битола полека се менува тој ментален склоп, бидејќи не може тие работи да се случат наеднаш, не може да се случат преку ноќ. Меѓутоа, на последните локални избори, битолчани гласале најголем дел за партијата на власт, која што навистина не можеше, не можете да му бидите конкуренција кога сте независен, бидејќи има една армија која што работи со многу пари, со многу пропаганда, со многу медиуми и така натаму, и ние кои што успеавме да стигнеме пред сите други политички субјекти. И тоа не е за занемарување. Тоа значи дека голем број на луѓе седнале, размислувале и решиле да гласаат онака како што сметаат самите, а не онака како што им наметнуваат партиите, бидејќи да бидеме реални. Во овај момент има голем број политички партии, значи не само двете најголеми, туку голем број и други помали политички партии кои што на ваков или таков начин имаат некаква поддршка. И мислам дека најголемата задача ја имаме да почнеме да ја враќаме надежта кај граѓаните дека треба да излезат да гласаат. За било кој, не е важно за кој ќе гласат, меѓутоа треба да излезат да гласат, да си го остварат своето право. Ние имаме еден феномен на намалување на излезноста од избори во избори, од изборен циклус во изборен циклус, без разлика дали се работи претседателски, парламентарни, локални избори, и некои веќе зборуваат и за некакво бугарско сценарио во Македонија, каде што гледаме што се случува во соседна Бугарија, една екстремно ниска излезност што создава потоа политичка нестабилност, неможност да се избере влада на подолг рок и така натаму. Одеме ли ние кон таква сценарио? Што мислите? Па мислам дека ако се продолжи со вакви политички избраници, со ваков наратив, со вакво однесување, не сме далеку, бидејќи навистина ние на последните локални избори доживеавме крах како држава. Нас не ни излезе огромен број на граѓани на гласање. Тие граѓани, еве јас бев директно вклучена во тој изборен процес, не можевме да ги убедиме дека треба да излезат од дома и да одат во гласачкото место. Тоа е берено со години. 30 години нашиот народ е лажен. 30 години се долг период за некој преку ноќ да го убедиш дека вие или јас сме некој кој не ги лажи. И мислам дека мора да сватат граѓаните дека со неизлегувањето само им помагаат на политичките партии. Бидејќи тие, горе-долу нивното партиско членство ќе го извадат на гласање на било каков начин и на крајот со многу мал број на гласови ќе се добијат одредени функции. Значи, на последните локални избори ние се соочивме со третина од граѓаните да добиеме градоначалници. Мислам дека ги знаете тие бројки, значи со околу третина, пример, Битола има околу 70.000 гласачи заведени, има тука проблеми со список и со се, меѓутоа горе-долу генерално се околу 70, еви 60 нека се, ние добивме градоначалник со 18.000 гласа. Значи колку луѓе избрале градоначалник? Значи не само во Битола, мислам дека слична беше ситуацијата и во други поголеми, па мислам дека дури и во Скопје беше избран градоначалник со најголем број на гласови, истото беше и со советниците. Со најмал број на гласови. Да, еве ќе ви кажам само една компарација. Во 2017 советник се стануваше во Битола со 1700 гласа. Сега на последните локални избори се стануваше со 900 и нешто гласа. Тоа е многу мала бројка и со многу мала бројка луѓето добиваат сега функции. Да. Добро, Илиевска, како да се разбие дуополот на големите партии кои од друга страна го создава тој политичко-психолошки менталитет кај граѓаните? Ете ова што зборуваме. И апатија, и она едно мислење дека сите се исти, дека ништо не може да се смени, а сето тоа е бидејќи 30 години имаме ситуација каде што двете најголеми партии се менуваат на власт
и еве до каде сме? Па, многу е тешко да се стигне до тоа, бидејќи, како што кажав, 30 години народот е лажен и мислам дека ако за брзо време не почнат партиите да сватат дека треба да се реформираат, навистина ќе почнат се помалку и помалку да добиваат и тие поддршка. Меѓутоа, она што мене ме плаши е новосоздадените партии, кои што се, да речам, понови на политичката сцена, што почнуваат да бидат по истиот пат на големите партии, бидејќи и тие исто Ги копираат. И немаат интеракција со граѓаните. Зошто ова го велам? Заради тоа што кога беше во 2025 година таа измена на изборниот законник, апсолутно се немаше слух за независните, бидејќи не само големите партии, туку и помалите партии не сакаат некој независен да влезе во тој нивни круг и да наметни друго политичко делување или друго политичко размислување. Зошто ова го зборувам? Во 2021 година, кога ние станавме советници, јас станав председател на совет, не беше сватливо за ниедна политичка партија, ние 2 години се убедувавме дека немаме коалиција, бидејќи во оваа држава научени се политичките партии, кога ќе добијат власт, а немаат мнозинство, седнуваат на маса и го делат колачот. И буквално сите мислат дека тоа е нормално, да седнете да се договарате дека од вашата партија мора да има 5 директори. Дали тие биле стручни, дали биле нестручни, дали исполнували, овие 5 мора да бидат директори. Ние мора на тој непрофесионализам да ставиме крај, бидејќи ако продолжиме вака, почнува да не функционира државата, почнува да нема никаква функционалност на ниедно ниво, во ниедно министерство, во ниедна институција, во ниедна гранка на општеството немаме ние функционалност. И тоа е она што ги плаши и младите. Нашите млади не бегаат од оваа држава за пари. 90% бегаат од системот. А системот сме сите ние. Кога ние ќе сватиме дека не е нормално една партија да дели директорски места по политичка основа, тогаш може би има надеж да ги смениме работите. Да, добро. Ајде сега да поразговараме малку за Битола. Конкретно, еве имаме некои прашања тука, па вака генерално, кои би кажале дека се најголеми или најгорливи проблеми на Битола сега во моментов? Ако почнеме да ги набројуваме проблемите на Битола, мислам дека 2 емисии нема да ни стигнат. Меѓутоа, јас би кажала дека во овај момент најголем проблем во Битола е нечистотијата. Значи, може би за некој е смешно, во 21 век ние зборуваме за ѓубре. Добро, верувајте, не е смешно, бидејќи и во Скопје исто така. Да, значи ние не можеме да се справиме со ѓубрето по улици, не можеме да се справиме со бездомните животни по улици, а зборуваме за капитални проекти. Ние сме многу далеко од капитални проекти. Најголем проблем е ѓубрето, уште поголем проблем е таа пропаганда која што се расшири на ниво на држава, дека нешто добро се прави, а сепак една од најлошите работи која што во моментот се случува е тоа регионалната депонија во близина на Битола, односно во Новаци, која што ќе биде депонија за 18 општини. Мислам дека еден од најголемите проблеми ќе биде тој, бидејќи претходно на Битола еден од најголемите проблеми беше загадувањето од рек. Сега ќе имаме 2 проблеми. И мислам дека она што во моментот се покажува преку некаков очаен пиар дека се прави во Битола е многу далеку од реалноста која што ја живее еден битолчанец. Значи Битола пропаѓа во секоја смисла на зборот, а ние кога ќе отвориме социјални мрежи на официјална страна на општина Битола, на медиуми кои што се гости градоначалникот и неговите соработници, ќе мислите, доколку не живеете во Битола, ќе мислите дека живееме во паралелен свет. Ако го отворите мојот Facebook профил и нивните нивните начини на промовирање на нивните проекти. Да, ќе ве прашам за тоа, видов некои работи баш на социјалните мрежи ми беа интересни. Едно во однос на Новаци, на
регионалната депонија, но она што надлежните го велат дека таа ќе биде еколошка, дека нема да загадува, дека ќе биде безбедна, тоа се уверувањата кои ги добиваме. Значи вака, ние имаме политичари кои во избори не убедуваат дека нема да крадат, кои што ни кажуваат дека ќе вработуваат професионалци, кои што ни кажуваат дека институциите ќе почнат да функционираат. Јас, не знам една институција која што функционира, туку секој ден читаме се полоши и полоши вести. Значи, супер е тоа што некој сака да направи нешто кое ќе биде еколошко и кое ќе биде по стандарди. Меѓутоа, ние, сигурно сте слушнале, 30 години зборуваме за филтри на рек. Ако државата не може да стави да исполни стандарди за еден рек, како да веруваме ние како граѓани дека ќе ги исполни стандардите на таа регионална депонија, каде што тврдам ќе се вработат партиски луѓе кои што се докажале во партијата, ама не се докажале во она што треба да го работат во таа област. Тука е проблемот со тоа што ние не веруваме и со тоа што се наметнува од партиите кои што доаѓаат на власт. Значи, професионалците во оваа држава не се вклучени во системот. И тука е најголемиот проблем. Јас не знам, не памтам во изминатите 5 години пример на јавните предпријатија да се распишал јавен оглас за избор на директор на јавно предпријатие. Сите се веде. Сите се со решение од градоначалник. Зошто се прави тоа така? Заради тоа што предпоставувам не ги исполнуваат условите. И дури ние бевме дојдени во еден судир кога ни велеше градоначалникот: еве вие поставете директор. Кој сме тоа ние да поставиме директор? Значи, се враќаме пак на истото дека тие се учени во политичките партии да се договараат. Не треба директор никој да поставува. Добро си стојат некои во законите кои обврски и кои параметри треба да ги исполнува еден директор. Кога ние ќе почнеме да ги почитуваме тие параметри и тие обврски кои што треба да ги има, јас мислам дека ќе се јават на тие огласи и луѓе кои што навистина се експерти од областа. Не може да поставуваме директорот и јас и вие сме се договориле. Мислам дека тоа е она што ни ја уништува државата. Да, го спомнавте рек. Има ли нешто направено таму во поглед на запазување на еколошките стандарди? Јас не сум експерт од областа и нема да звучам како другите политичари, да ви кажувам овде што е направено, што не е направено. Меѓутоа, она што го слушам од луѓе кои што се внатре во комбинатот, луѓе кои што се експерти од таа област, можам да кажам дека состојбата е многу лоша и не ме фаќате сега за збор, дали има година и пол, требаше да носиме еден еколошки акционен план, кој што беше изработен од експерти, се надевам дека беа експерти, и таму буквално пишуваше дека во рек Битола треба да се постават филтри. Тоа не го напишав ни јас, не го напиша ни некој од поинаку, тоа си беше нешто кое што ние како совет требаше да го гласаме. Не се изгласа, бидејќи во тој момент немаше мнозинство, за да со формирањето на новиот совет, замислете, на вонредна седница се изгласа таков документ. И сега, тој документ си стои во некоја фиока, меѓутоа не се спроведува. И тука, на тој начин ние имаме проблеми. Се носат документи, се носат одлуки, се носат акти, меѓутоа нема реализација. Но знаете што е многу интересно, па некој би кажал дури и неверојатно, веројатно за луѓе кои живеат во западните земји, навистина неверојатно. Тоа не е само за рек Битола, тоа е и во Скопје, исто за цементарница, за многу други градови, каде што вие гледате дека постои загадување, евидентно е тоа, очигледно е, знаеме тоа загадување што се предизвикува, на крају крајава се работи за здравјето на луѓето, за нешто што е најелементарно, најосновно за здравјето на нашите деца, но се чини дека на дел од граѓаните и тоа не им пречи. Едноставно го запоставуваат тој момент и продолжуваат да гласаат исто како што гласале. Јас навистина тој момент не можам да го разберам. Да, и јас се сложувам со вас дека
во секојдневни разговори, во средби, во комуникација обично со пријатели, со другари, со познаници, сите знаат, меѓутоа на крајот од денот пресудно е она што ќе го кажат од партијата. Мислам дека некои луѓе не сакаат да излезат од комфорната зона, не сакаат да бидат вознемирувани, бидејќи ако вие се спротиставите на власта, било која, небитно дали сега била ВМРО, претходно беше СДСМ, исто ние сме реагирале, си создавате, посебно во градови како Битола, кој не е многу голем град каде што генерално сите се знаеме, си создавате непријатели. И не секој е спремен да излези и јавно да ја зборува вистината. Секој има некаде некој кај што ќе биде дали внук, дали внука, дали сестра, дали брачеда, дали војна, ќе мора малце да се повлечи, бидејќи неговите блиски ќе му речат ако продолжиш на ваков начин да реагираш, мене ми правиш проблеми. Таа комфорна зона е многу опасна зона. За жал и клиентелизм. И пред се ставањето на личниот интерес. Мора да сватиме дека кога влегувате во политика, мора да имате поширок интерес, а не личен интерес. Да. Јавен интерес. Треба јавниот интерес да ви биде на прво место. Да, кажавме дека ги користите социјалните мрежи, па еве јас малку погледнав кај вас, ми беше интересно тоа едно за паркингот, каде што велите граѓаните во Битола плаќаат по 400 денари за целодневно паркирање, а велите градоначалникот редовно паркира во дворот на општината. Па давате предлози како тоа да се реши. Да. Значи вака, но и тоа е генерално за проблемот со паркингот, да. Да, во Битола имаме јавни предпријатија кои што се пред колапс, кои што се со милиони и милиони во загуба. Единствен начин за да ги кренат тие предпријатија и да ги вратат во некаква реална состојба, сватиле дека е само да удрат по џебот на граѓаните. Бидејќи цените не да се покачиат, туку цените се в небо. Значи, никој не може да си дозволи денес во Битола да плати паркинг. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е што имаме многу мал број на паркинг места и ние не им даваме опција на граѓаните по ефтино плаќање и поскапо плаќање. За разлика од тоа, градоначалникот излегува на седница и им кажува на граѓаните дека треба да почнат да се движат, дека не мора да одат сегде со кола и дека време е малце да размислуваат за јавните предпријатија, а во исто време градоначалникот со сопствено возило си оди на работа секој ден и си паркира во дворот на општината каде што има нивни паркинг. Ако сакаме ние да покажеме дека сите сакаме тоа предпријатие да функционира, тогаш треба да се стави градоначалникот во кожата на граѓаните, бидејќи нема јавен превоз Битола. Ние немаме автобуси кои што секој ден функционално возат низ градот. Имате луѓе кои што живеат во рурални средини или во пооддалечени населби, кои што работат во центар на град. Како тие граѓани да стигнат до работното место, ако немаат, освен со свој автомобил? Тие мора да го земат својот автомобил. Навистина, кога ќе израчунате дека 50 денари часот е паркингот и 8 часа треба да плати толкава сума, ќе сватите дека отприлика околу 10.000 денари од платата треба да ги дадат за паркирање. Ако зборуваме за некоја минимална плата од 26-7.000, значи тие скоро пола плата треба да ја дадат за превоз. Така да мислам дека малце е себично и мислам дека ова е еден од доказите дека апсолутно никој не се секира за проблемите на граѓаните. Да, друго прашање кое исто така за Битола е актуелно, како и за другите градови, тоа е урбанистичкото планирање. Има ли план тука, еве, локалната самоуправа, некој вела дека и во Битола владее урбанистички хаос, дека повеќе се води сметка за инвеститорите отколку за граѓаните? Имаме ли тука некаков план за решавање на тоа? Па ние скоро 4 години чекаме да се донеси тој генерален урбанистички план. Зошто уште не се носи? Не можам да знам. Битола е во хаос.
како и многу други општини во државата. Меѓутоа, морам да кажам и дека во Битола проблемите со инвеститорите, така наречени некои инвеститори, кои што го искористуваат земјиштето во градот, се решава со молк. Значи, општина Битола, мислам дека има решено во последно време да се прогласува ненадлежна за ништо. И мислам дека тоа е еден од начините каде што граѓаните уште повеќе ја губат довербата и надежта. Бидејќи, како што кажав претходно, во Битола ние ги знаеме и објектите, ги знаеме и инвеститорите, и знаеме каде што треба да биде изградено. Така да многу повеќе граѓаните знаат од она што мисли општината дека не знаат. Мислам дека тој урбанистички хаос се повеќе не кошта многу. Како што кажав, ние немаме паркинг места онаму каде што треба да имаат граѓаните, ама на некои од таквите така наречени инвеститори, општината им гради паркинзи пред нивните парцели. Како мислите тоа дека општината се прогласува за ненадлежна во однос на тоа? Во однос на некои барања кои се упатуваат или прашања? Да, прашања. Јас мислам дека пред некое време дури бевме сведоци дека едно барање кое што се однесуваше на сумите за земјотресот, не знам дали се сеќавате, имавме ние земјотрес во Битола и на понижувачки начин на граѓаните им беа исплатени по 200-300 денари, а имале штета од 2-3.000 евра. Телевизија 24 правев за тоа неколку прилози за тоа. Да, имавте прилози, меѓутоа не знам дали видовте дека имаше едно новинарско прашање за хонорарите на комисијата, која што добила високи хонорари. Да. Беше добиен одговор на комисијата беа многу повисоки отколку граѓаните оштетите што да, значи не е проблем комисијата. Комисијата си ја сработила низината работа. Меѓутоа соодносот беше страшен. Да. За да бидеме сведоци дека мислам новинарско прашање беше, се бараше да се добијат висината на хонорарите кои што се од јавни пари кои што ние како граѓани ги плаќаме и не се државна тајна, општината излезе со став дека тоа барање било штетно. Замислете, штетно било да знаеме ние колку пари била исплатена комисијата. Како може барањето да биде штетно? Па еве, мислам дека ваша колешка новинарка го имаше поставено и доби таков одговор дека тоа е штетно барање. Штетна информација, можеби навистина сакат да ги заштитат граѓаните, да не знаат колку пари му се даени на комисијата, бидејќи тие добиле само по 200-300 денари. Јас друго објаснување немам. Во контекст на ненадлежноста, значи јас како претседател на совет имам безброј одговори од страна на општината каде што се прогласуваат за дека не е во нивна надлежност, дека не е во нивна надлежност. Мислам дека тоа е најголемиот начин на кој што тие се бранат од се она за кое што треба да сносат одговорност. Да, вие често ја обвинувате локалната, мислам вие како независни пратеници, независни советници, се извинувам, за нетранспарентност, за имате ли конкретни предлози како тоа да се подобри? Еве, конкретно во транспарентноста на работењето на општината. Па секако дека имаме ние и претходно кога бевме дел од претходниот, мислам јас кога бев дел од претходниот совет, барав на транспарентен начин да се прикажуваат трошоците на општината, да се одредуваат на транспарентен начин приоритетите на општината. Не може во една општина ние да не знаеме оваа година што ни е приоритет. Транспарентен начин за мене значи и изградба на проекти кои што се со суми сомнителни и за кои што проекти ние во ниеден момент не можевме дури и со барање наше да добиеме информации колку средства, кој го изработил проектот, колку коштал, на која страна заминале, колку граѓаните имаат бенефит од тоа. Ние сме под една пропаганда која што навистина за жал се шири многу побрзо од она што ние можеме да го сработиме како советници. Зошто ова го велам? Имавме пред неколку, мислам дека година и пол-две, не се сеќавам точно, имавме една точка на дневен ред,
се работеше за пари од унгарскиот кредит, кои што се однесува на проекти за изградба на водоводна и канализација. Нешто беше во таа смисла проектот. Меѓутоа, едно од барањата беше дека Советот треба да донеси одлука, односно изјава, дека јавните предпријатија не се во долгови. И ние нормално дека не ја гласавме таа одлука. Тука бевме предмет на притисок од страна на јавноста, бидејќи пропагандата која што ја расшири општината беше во насока дека ние не сакаме тие граѓани да добијат вода. Дека вие го стопирате ние проектот. Ние го стопираме проектот, ние бевме кочничарите, ние бевме... Меѓутоа, се работеше, значи, како ние да гласаме одлука дека јавни предпријатија немаат долгови, кога во овој момент, не можам да кажам точно колку е, меѓутоа сигурно е можеби и дупло повеќе, во тој момент јавното предпријатие Водовод имаше 1 милион евра загуба. Исто јавното предпријатие Комуналец имаше загуба, исто имаше Нискоградба предпријатието загуба. Како вие можете да крените рака и да гласате нешто такво? Меѓутоа, кога се смена Советот, кога се смена составот на Советот, на вонредна седница беше изгласана. И таа неказнивост од страна на државата кон сите му дава слобода на секој да речи кој одговарал до сега, зошто да не креним рака, од партија ни рекоа дека нема никаков проблем. И да се кренат рака и да се ги изгласат тие проекти или тие точки. Да, и самиот градоначалник господин Коњановски, колку што можевме да видиме нешто од кампањата кога ја водеше, тој се залагаше дека ќе води една професионална администрација, дека таа ќе биде ефикасна, дека ќе го подобри животот на граѓаните, но често слушаме коментари за партизација на таа локална администрација, за партиски вработувања. Се чини како тоа да не се менува? Јас мислам дека ја следевте кампањата. Мислам дека од 8 кандидати, 7 имаа наратив против мене. Зошто? Заради тоа што таа партизација, мислам дека никој нема намера да ја застани доколку е избран од партијата. Ние имаме нефункционални институции, општина, јавни предпријатија, училишта, баш заради тоа. Значи, таму се вработуваат луѓе кои што се докажале во нивната партија. И јас тврдам дека е така, бидејќи тоа е нашето секојдневие. Меѓутоа, само една реченица ќе ви кажам од нашиот градоначалник. Значи, во Битола во моментот, не знам кога сте биле последен пат, меѓутоа во моментот не постои здрава улица, сите се со дупки, како да има некој проектил паднато во градот. И ова не го зборувам јас, го зборува поголемиот дел од граѓаните. За да некни на седница на совет, градоначалникот му кажи на советниците дека во градот има многу поубави работи за кои треба да зборуваат, отколку дупките по улици. Дали тоа е однесување на градоначалник кој што се грижи за граѓаните? Значи, да им кажете дека не мора да ги гледате дупките низ улиците. Да. Добро, еве за крај, како поинаку ќе делува понатаму останувате ли на овој концепт? Размислувате ли можеби за трансформирање во политички субјект, партија или нешто друго? Јас наназад годините многу често сум зборувала на таа тема. Тврдам дека политичките партии, онака како што се поставени во овој момент, се штетни за општеството, штетни за државата, дури и штетни самите за себе. Во овој момент, па дури и претходно кога имавме проблем со изборниот законник, мислам дека не треба да преминиме во политичка партија, бидејќи тогаш ќе го напуштиме она што го нарекуваме независност. Соработка со луѓе кои што се од политички партии кои што сакаат да го сменат нивниот начин на делување, во секој момент постои како опција за соработка, меѓутоа основање на нова политичка партија за поинаку во овој момент не е опција. За жал,
сега во овој период има формирано една група во собрание која што работи на измена на изборниот законник. Јас искрено се надевам дека нема да биде она што јас го мислам, а јас мислам дека таму се собрани луѓе од партиите кои што се помалку и помалку ќе работат за интересите на независните во тој изборен законник и се плашам дека ќе бидеме донесени во ситуација да немаме избор за понатаму за било какво политичко функционирање. Бидејќи, ако се сеќавате, една недела пред да почнат локалните избори, статусот на независните висеше во воздух. И сега, во овој момент, ние немаме изборен законник, каде што е дефинирано на кој начин би настапиле независни. Мислам дека бројот на независни како што расте, така ќе расте и тој одбранбен механизам на партиите кон независните. Не би сакала да се донесеме во ситуација независните да бидат приморани да бараат алтернативен пат како политичките партии за да учествуваат на избори. Тоа би било лошо и за граѓаните и секако за независните. Да, и за демократијата. Мислам дека тогаш нема да има никаква демократија. Да, добро. Габриела Илиевска, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам за поканата. Со ова го завршуваме и овој дел. Останете со нас, одеме сега со една куса пауза за реклами и продолжуваме со Дарко Антик, Сдружение ЕСЕ за корупција во здравство.